150 луѓе утре ќе учествуваат во традиционалното спуштање на крстот на Богојавление Водици во Вардар во центарот на Скопје, информира Скопската епархија. Спуштањето на крстот во водите на Вардар ќе биде утре напладне од мостот кај Министерството за надворешни работи и ќе го изврши поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Предходно во 9 часот архиепископот господин Стефан ќе богослужи златоустова литургија во црквата Рожденство на Пресвета Богородица, а потоа богојавленски литии ќе се упатат кон местото каде што ќе се одржи традиционалната верска манифестација. Во пресрет на верскиот празник Водици, сообраќајната полиција ќе воведе посебен режим на одредени сообраќајници. На 19.1.2018 година, во периодот од 10 часот па до завршувањето на манифестацијата по повод Водици, во центарот на Скопје за сообраќај ќе бидат затворени улиците Филип II до булеварот Гоце Делчев и улицата Кеј 13 ноември до булеварот Кочо Рацин. Во општина Ѓорче Петров од 10 часот за сообраќај ќе бидат затворени сообраќајниците од црквата Свети Петар и Павле, десно по булеварот Партизански одреди, десно по улицата Ѓорче Петров, лево по улицата Васил Чакаларов, како и од црквата Свети Пантелеймон по улицата Демир Трајко и лево по улицата Васил Чакаларов до железничкиот мост на реката Вардар. Во општина Аеродром од 10 часот за сообраќај ќе биде затворен локалниот пат кон село Лисиче. Утре традиционално за големиот празник Водици во Македонија во речиси сите населени места свештениците го фрлаат ритуалниот крст во некоја голема вода, река, езеро или базен, а луѓето скокаат во водата и се обидуваат да го фатат крстот. Се смета дека на тој ден сите води се крстени, а исто така оној кој што ќе го фати крстот ќе биде среќен во следната година. Водици или Богојавление е денот кога според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Водици се празнува 2 дена. Првиот ден, 19 јануари, освен Богојавление и Водици, уште се вика и Машки Водици, а вториот ден, 20 јануари, собир на Свети Јован Крстител, уште се вика и Женски Водици.